Новиот извештај на Европската комисија за напредокот на Македонија е вистинско охрабрување за државата да продолжи на патот на реформите. Посебен акцент треба да се стави на зајакнување на владењето на правото, независното судство и борбата против корупцијата, смета амбасадорот на Франција во Македонија Кристоф Лериголер. Il est assez équilibré, me semble. Многу уравнотежен, со многу позитивни елементи и со помалку позитивни елементи, но исто така представува охрабрување за да се продолжи на патот на реформите и со посебен акцент кој што е ставен за зајакнување на владењето на правото, независност на судството, но исто така и борба против корупцијата, теми кои што се важни во сите наши општества. Извештај кој од таа гледна точка е многу корисен и на вистина ги одразува приоритетите во нашата соработка, затоа што Франција тесно соработува во тие сектори за јакнување на администрацијата, независност на судството. Во Штип Риголер присуствуваше на настан од програмата Балкански новински камион, чија цел е да го едуцираат населението како да препознаат лажна вест. Искуството покажува дека на удар на дезинформациите се постарите граѓани. Порано, кога имала само телевизија, сме имале еден филтер каде што уредникот во телевизиите одлучувал што ќе има и не. Но сега било кој може да постира било каква информација на интернет, а најпогодени се мислам дека постарите и најмладите генерации, бидејќи не се свесни дека таа информација може да биде лажна, намерно манипулирана и создадена за да не измами и да наруши некаков демократски процес. На средношколците им беа посочени и разни алатки со кои ќе може да утврдат дали веста е лажна или пак одредена фотографија е направена со помош на вештачка интелигенција.